Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие ја гледате емисијата Правда и неправда. Неделава помина во знакот на судските пресуди. Двајца премиери се најдоа пред лицето на правдата. Еден поранешен и еден сегашен. Падна и првите ефективни казни. Реакциите во јавноста се поделени, од екзалтираност до солзи. Почна ли да функционира правната држава, или пак ова е конечна пресметка со политичките противници? Ке дочекаат ли граѓаните да се вратат украдените пари? За ова и за многу други прашања разговараме со моите вечерашни гости, адвокатот Звонко Давидовиќ и мојот колега Саше Димевски, кој што долги години води судски пресуди, судски предмети и се занимава со прашањата од судството. Добро вечер. За почеток, прашање упатено до двајцата. Гледате ли никакви промени во функционирањето на судството или пак се е постаро? Искрено јас не гледам, затоа што тоа го коментирав и пред 2-3 дена, судството функционирало секогаш во корист на власта, така да и овој пат. Ако мислиме дека со овие две пресуди кои паднаа во изминативе 2 дена дека нешто драстично се променило, ништо. Еви зошто. Истите овие судии се суди во изминативе 10 години. Разликата беше со тоа што овие се сега на прекршоци, другите се на кривично и обратно. Можеби да, треба да профункционира правната држава за која сите се залагавме, одевме по улици, протестиравме, очекувавме. Меѓутоа, ова да не забораваме дека се само првични пресуди. Понатаму, се што ќе следува во жалбена постапка, не верувам дека ниедна од овие ќе опстане таква каква што е. Еве, да не спомнувам многу од предметите, меѓутоа ние имавме осуден и еден друг поранешен премиер, можеби е време да го спомнеме, Бучковски. Неговиот предмет е сега актуелен, вратен е повторно на судење и е токму во истото ова оделение кај една од новите судики која дојде во ова оделение. Значи, постапката на Бучковски се води од 2001 за действија. Тоа се 17 години. Ако таа не заврши правосилно до сега, не верувам дека и постапките кои се водеа за Груевски и за Заев, туку така ќе завршат утре. Затоа, дали врховен, дали апелација, значи разни се формите кој по кој основ успел да го направи тоа, да не ви зборувам за пресуди против поранешни гувернери, против поранешни министри, високи други функционери кои биле. Од тука, јас би сакал да почекам да не биде оваа првична еуфорија ниту ослободителната, ниту осудителната, дека со ова профункционирало. Не, само имаме промена на власта, промена на судии кои сакаат од една или од друга власт да искористат нешто за своји лични или за повисоки цели. Од тука не би давал коментар дека да, еве, со ова готово профункционира. Затоа што граѓаните се тие кои утре кога ќе влезат, ако излезат задоволни дека тие добиле правда, тогаш може да коментираме. Ниту е Заев репер, ниту е Груевски репер. Само уште ова да го спомнам, кривичниот суд кој е нов и кој го пуштаат 2 пати сечеа ленти, го отвораат и затвораат само за судењата на Заев и Груевски. За сите други е под клуч. Ниту е преселен судот, ниту има администрација внатре и ние глумиме дека нешто се случило во судот. Ако граѓаните речат за месец-два, да, видовме ефекти, тогаш да го дадеме и свој став дека нешто се менува. Преку овие два предмети јас наистина не гледам. Апсолутно се согласувам. Зошто? Овие два предмети не може да бидат репер во море на проблемите и предметите кои ги имаме до сега. Предметите на Заев и на Груевски се првостепени пресуди кои не се ни напишани. Тек предстои жалбена постапка, постапката пред Врховниот суд, но како да ги забораваме проблемите кои не маче изминативе години и кои не се решени. И многу зборувавме, а и Саше пишуваше за клиентелистичкиот однос, јас зборував исто за клиентелистичкиот однос на судството. И мислам дека тој се уште постои. Ние го заборавивме АКМИСот. Немаме одговорност за АКМИСот. Немаме други проблеми, судскиот совет. Постапувањето, начинот на постапување на судиите. Одлуката на грчкиот Врховен суд кој влече големи проблеми од овде. Сакам да кажам, сето тоа се натрупани проблеми кои не се почнати да се решаваат и не гледам ни на повидок воопшто желба да се решат. Така да преку овие две пресуди не можеме да проценуваме дека има било каква промена. Да. 3 пресуди се, да. Во понеделникот првата пресуда беше ослободителна за Зоран Заев за подкуп. Колку за вас беше очекувано?
Па јас го напишав тоа на крајот на март. Значи, ако ги гледаме десните портали кои се блиски до ВМРО ДПМН, месец и пол не ме симнуваат од нивните страници, апропо мојата прогноза или наследникот на Баба Вања. Меѓутоа, мене ми беше јасно дека таквото обвинение како што е поставено, или обвинителот ќе го повлече на крај, или ќе го преквалификува. Јасно Што беше. се случи тоа? Да, јасно беше, значи и тоа го прогнозирав и тоа се случи. И очекувано беше дека ќе биде ослободителна, бидејќи да не се лажеме. Во вакви околности ниту еден премиер кај нас не би бил осуден. Тоа истото пред во една неформална средба му го реков и на Груевски. Што мислеше ако беше обратна ситуација, кога тој реагираше дека Заев ќе биде ослободен, Груевски осуден. Истото ќе беше или беше претходно кога едните беа на власт или другите беа на власт. Гледајќи го текот на тој предмет, јас коментирав дека не сум таму за ослободителна, бидејќи имаше прилично докази. Тоа како судот ќе образложи и како ќе му верува или не на сведокот е друго прашање. Меѓутоа со правната преквалификација да не забораваме дека постојното обвинителство какво и да е, остана на ставот дека има дело, меѓутоа го преиначи во поблаго. Се судот треба да образложи зашто обвинителот не го докажа обвинението, верувам дека на судијата нема да му биде баш лесно. И многу во овој дел сакам да видам како ќе реагира јавниот обвинител, дали ќе поднесе жалба, бидејќи очекувано. Тој остана до последен момент дека има дело. Каква е формата и дали за тоа дело беа предвидени мерки и остана само исказот на сведокот е друго прашање кој судот ќе си го елаборира. Од тука, значи, месец и пол дена предходно искоментирав што ќе се случи, еве, се случи со тоа што мојата прогноза беше 1 година за Груевски, добија 2. Да. Колку предметот со Заев беше предвидлив? За вас оглед и на искуството и предпоставувам и го следевте текот на... Од многу причини предвидлив. Саше го објасни тоа и една друга работа би кажал. Погледнете го, дури и Саше кажува, ни еден премиер кој е на функција со вакво судство не би бил осуден, што е стави размислување на мнозинството во општеството. Имате и другата страна која што на сличен начин самообратно реагира. И тоа само покажува колку нашето судство е заробено, односно колку народот и граѓаните, за кого и постои судството, нема доверба во истото. Судството тек треба да го изградиме и тек треба да почне да функционира. Не е ли малку поразително после 20 и нешто години? Апсолутно е поразително. Да имаме такви очекувања од судството. Не само што е поразително што ние имаме такви очекувања, него што таквите очекувања не е почнато од нула. Не е почнато судството да заживува основните работи. Имате ли чувство дека самото агенти? судство не се доживува како посебна и издвоена судска власт? Апсолутно. Често пати судиите, дури и смешно кога ќе кажат ние бевме уплашени од минатово и дајте охрабрите не. Ако ја треба да охрабрам еден судија, тој човек не заслужува да биде судија. Да. Ваквите пресуди една работа покажуваат. Ако погледнете денес Добрила Кацарска пред некој ден другите судии. Ова покажува, судиите треба да стават прст на чело дека никој не е недопирлив ако функционира судството. Судијата е тој кој ги решава судбините на луѓето без оглед дали се функционира или не и неговото се брои и се важи. Судската пресуда мора да се спроведе. Ако вие можете да осудите премиер и да изречете пресуда и да ја образложите усно, испраќате силна порака до сите останати. И тоа е нешто што они треба да го сватат. Мислам дека до денешен ден не го сватиле, него кокетираат со секоја власт. Пораката која ја прати Кацарска во пресудата за Груевски, барем во устниот дел на образложението, има силна порака, меѓутоа дај Боже, таа порака да биде репер за понатаму, затоа што да ја рече. Имаш привилегија да си премиер, меѓутоа и одговорност и отчетност пред тие за кои ти ја дале функцијата, не да ги лажеш дали ќе се возам или не. Но да не биде изолиран случај, затоа што тој бил во случајов Груевски, затоа што не е на функција. Таква пресуда би била поздравена од сите, доколку се однесува на сите јавни функционери кои имаат допир и трошат јавни државни пари. Очекувате дека ќе доживееме такво нешто, актуелен функционер од висок ранг дека ќе Ја имам 22 години стаж во судството, се надам дека до пензија може. Не можеме да не се надеваме и да се обидуваме и ја и Саше, и јас излегував на улиците секој ден и се борев. Нема правда, нема мир. И понатаму продолжуваме, зборуваат луѓето, укажуваат на проблемите и би било
многу лошо ако изгубиме надеж дека еден ден судството ќе се среди. Мораме да имаме нормално судство ако сакаме да имаме нормална држава и нормален живот. Големо изненадување предизвика казната во случајот 300 за помошникот на министерот за внатрешни работи Ѓоко Поповски, кој доби 9 години затворска казна и плюс и да се вратат 450.000 евра. Дали на овој начин и судијата, истиот судија, испраќа една силна порака до пониските ешалони и сега, но и во иднина, да внимаваат кога прифаќаат незаконски наредби? Таму беше предвидена минимална казна од 5 години. Што значи било кој да судеше под 5 години за тоа дело, ако веќе одлучил дека е виновен, не може да даде под 5 години. Посебно ставот дава отежителни околности доколку злоупотребите се направени во јавните набавки, како што беше во случајов со набавка на возилата за МВР, и тоа се отежителни околности кои му одат во натовар на Ѓоко Поповски во конкретниот случај. Може би вака на прв поглед звучи 9 години драконски, бидејќи ние се навикнавме дека таа штета од 450.000 евра, извинете на вулгаризација, меѓутоа е една опашка на лавот, или е едно копито од Александар на плоштад, или е не знам каква фасада од некоја зграда. Ние ги изместивме критериумите што се 450.000, затоа што ние имаме лав од 2 милиони евра и се викаме, па добро, тоа е една четвртинка, една петинка од лавот. Што направил? Купил коли за петинка од лавот. Да, меѓутоа во затворите па имаме и осудени лица. Неспорно, ова покажува дека може да се смени перцепцијата затоа што сите викаат што направил тој човек, само потпишал. Додека не сватат дека потписот во било која институција, каков и да е, кога вие потпишувате и со тоа создавате било каква правна ситуација, за тој потпис се одговара. На шега, ако некој ме праша за ова колку се лежи, викам, пробај со лева рака да се потпишеш, за да евентуално не ти го идентификуваат потписот графолошки, па да не лежиш. За секој потпис, не секој мора да знае сина функција за да има одговорност. Така да размахот е таков, таа можеше да му даде и 20 години. Лимитот на тоа дело зависи само од судот и од тоа што и какви отежителни околности нашол, а што е олеснително. Еве го тој денеска, односно на последната присуда за Груевски, имате како отежителна околност дека против него се водат уште 5 други постапки. И сега истите и овие за Ѓоко Поповски се веќе 2 пресуди. Адвокатите се обидоа да го внесат во игра елементот на апсолутна застареност на делото. Да, мајте судот дава овакво образложение дека прекинот на казната е токму поради стекот на кривични дела направени во период кој што се гонат од 2011 до 2000 и таму до крај на прислушкувањето од 2015 и дека ги наброја сите 5 обвиненија кои се во сила. Истото и со 2 присуди се за Ѓоко Поповски. Ако гледате, речиси, сите обвинети во СЈО имаат барем по 2-3 предмети. Некој од нив, како Груевски, други и 5. Така да сето тоа понатаму, ако првата е ваква, тоа значи дека судот понатаму ќе нема простор да манипулира во делот на олеснителните околности. Затоа кога ќе цени се, има во предвид уште 5 дела има. И од тука зависеше веројатно и одлуката за притвор, која беше побарана од специјалното обвинителство за Поповски, бидејќи гледате имате една пресуда, па вика има уште една запретена пресуда. И во таква ситуација беше определен и тој притвор, иако за втората пресуда СЈО не бараше таква, затоа што веќе имате покритие за притворот, меѓутоа во сите наредни може да ни се случи да влезат во притвор поради токму опасноста, а апропо овие двајца од УБК кои ги имаме надвор. Да, некако на почетокот јавноста беше разочарана од условните казни. Меѓутоа, ефективните казни од оваа недела како да го разбиваат тој митот за неказнивост. Условните казни не работеше истото оделение во судот и тоа на што зборуваме дека се Добро, уште... тука имавме и признание на вина во... Не, али постојат се уште двајни аршини ако постапува основното јавно обвинителство и она за организиран криминал и специјалното јавно обвинителство. И тие аршини се видливи и по прашање на мерките притвор, и мерките за предпазливост, и казните. Силни се пораките кои ги испраќа судијата со ваквите пресуди. Не влие само на
ниво на превенција, влијае на генералната превенција, затоа што им покажува оно што Саша го кажа на луѓето, дека во иднина функционери или луѓе со службени овластувања не може да се играат со државните пари, особено и денес судијата каже една многу интересна работа, дека е чест и гордост да бидеш избран за премиер во Република Македонија, но дека луѓето, граѓаните те бираат и на нив им служиш. Да, тоа носи бенефици и но и привилегии, огромна одговорност. Да. Со години назад ние зборувавме за таа одговорност, не конкретно за Груевски или за луѓето кои се судат. Зборувавме за секој јавен функционер, дури баравме и тоа мора да се спроведе, да имаат одговорност и судиите за своето работење. Дел од ваквите проблеми ги носи Судскиот совет, самите суди, обвинителите, Советот за јавни обвинители. Да, тоа беше моето следно прашање поврзано со одлуката на Грчкиот врховен суд за барањето на екстрадиција. Таа е многу интересна затоа што Грчкиот врховен суд се поведе по тоа дека еднаш дадена аболиција не може да се повлече. Се повика на одлуките на судот во Страсбург, ама има и други одлуки на судот во Страсбург, каде што приватниот, личниот интерес не може да биде над јавниот интерес, па има одлуки токму за вакви ситуации, каде што јавниот интерес е попретежен и аболицијата, ваква каква што е, повлечена, не повлечена, дадена една чудна ситуација, која создаде и председателот на Република Македонија, кој се замеша во правниот систем и создаде едни големи проблеми. Во иднина може да се создадат големи проблеми. Зошто? Затоа што секој од... Прво, ако дури по законот за соработка во кривичната област, двајцата дури да се вратат во Република Македонија не може да бидат судени. По начело на специјалност, луѓето чија екстрадиција е барана може да бидат судени само за оние кривични дела за кои се екстрадирани. Грција одби да ги екстрадира. И каде што точно треба да се наведе за кој е кривично дело? Имаме понатаму и други проблеми. Да. Мојот став е дека ова е класична политичка неправна одлука на Врховниот суд на Грција, затоа што ако ја гледаме пресудата на Европскиот суд на кој се повикува Грција е сосем поразлична од ова што е како ситуација кај нас, бидејќи таму станува збор за осуден и така натаму, значи ако некој внимателно ја изанализира, ќе свати дека пресудата е само некакво алиби. Во конкретниот случај, за мене не е спорно дека тоа е грчкиот интерес пред се, бидејќи се замешани грчките служби. Да не забораваме, двајцата бегалци во Грција отидоа со сите податоци од тука, значи од целосното прислушкување. Тие материјали се основ таму за пазарење и од тука Грчкиот врховен суд само донесе една одлука како што им одговара се на грчките служби, воопшто не навлегувајќи во некакви правни аргументи, ова аболиција и беше познат и на судот условно претходно. Да, меѓутоа може ли таа да ни отвори други проблеми во државата? Кај нас не верувам, затоа што изворот на право на кој се повикува... почнаа да се повикуваат и да прават некаква паралела со оваа одлука. Прво, една од адвокатите во овие процеси рече ќе бараме сите обвиненија по тој основ, нели, и сега да се отфрлат. Во оваа фаза да го кажеш тоа дека ќе бараш пред домашните судови со правосилни обвиненија, извинете на коректност, ама ја би ги вратил во пето оделение природа и општество да поднаучат, а не право. Тоа е само да кажеш нешто колку да кажеш прво во овие фази не можат. А тие ако имаат проблем сега со таквата поставеност, можат и сега да пуштат во Страсбург, но за одреден дел од постапката, па да видиме како ќе се изјасни Страсбург, значи не мора да ги чекаат сите правни лекови. Но овде ја не верувам дека ќе се најде правник, а не судија на било кој повисок суд, што би прифатил сега да се отфрлат, повлечат или во било каква форма врати постапката назад, само затоа што некој си грчки врховен суд се повикал на одлука на Европски суд, која јас тврдам дека е само вметната колку да стои некаква одлука, е погрешно прочитана и погрешно цитирана во конкретниот случај. Се согласувам, внатре не можеме да ги имаме проблемите можеме да ги имаме во иднина пред судот во Страсбург. Не заборавајте дека таму судијата кој ја представува Република Македонија е многу близок до оваа власт и за кој често пати изборувавме дека и е незаслужено отиден таму, а кој токму се бавел со организиран криминал и бил во роднински, сватовски врски со дел од обвинетите.
Не верувам дека ни еден судија во Република Македонија ќе размислува на тој начин и не тангира одлуката на Врховниот суд на Грција, но пред судот во Страсбург имајќи го во предвид може проблеми да направи на така државата. Дали тоа ќе се случи, ќе зависи од судот во Страсбург и неговата перцепција и начинот на работење и честноста. Затоа што доколку од обвинети дел од овие луѓе се трансформираат во жртви, ќе биде многу лошо и уште поразочарувачки. Правниот систем во тој случај ќе биде комплетно закопан. Да. Комплетно закопан и не ќе можеме да зборуваме за било какво заздравување, воопшто за постоење на правен систем и судство. Колку ја испуштивме шансата како држава за импичмент на председателот на државата, бидејќи имавме грубо интервенирање во правниот систем? Во вакви услови е невозможно, бидејќи политичките односи и соодносот на силите во парламентот е јасен. Значи, 2/3 нема, ниту па 2/3 има во Уставот, да речеме предуставен суд мнозинство, па да бараме да му се одземе деловна способност или во било кој друга ситуација да се оценува дали председателот може да ја врши таа функција, што значи дека тоа е пуста желба барем во овој момент или евентуално само може да се поднесе како предлог да се расправа во собрание неколку дена и на крај да не се постигне никаков ефект. Значи импичментот додека нема 81 глас е само мртво слово на хартија. Иако да речеме вчера денеска сите вака со кои случајно се сретнав, првото прашање ми беше а сега може ли председателот да ги помилува? Значи, обичниот народ на улица размислува на оваа тема сега интензивно. Вика, ако тоа веќе еднаш го направи во фаза на кривично гонење на почетокот, дали сега може? Ништо нема да коментирам вечерва, меѓутоа само ќе кажам што овие 2 дена слушам. Значи, првото прашање ми е, а ќе лежат или ќе ги помилува? Тоа многу зборува и за степенот на свеста. Овде и колку низ годините тој принцип на неказнивост е востановен. Менталниот склоп на луѓето, граѓаните, но и на судството е сменет. Начинот на кој размислуваат, начинот на кој ги гледаат работите, на кој не веруваат во судство, дури малте не пред објавување на пресуда, дека некој ќе биде осуден кој бил висок функционер. Таа перцепција мораме да ја смениме, но не е да биде перцепцијата како што и сега се гледа во јавноста, што апсолутно ми пречи дека некој е од, не знам, ВМРО или од СДС. Небитно. Оваа гарнитура, што е сега на власт, сигурно ќе подлеже и треба, ако имаме квалитетно судство, под лупа за воиднина, затоа што сега они располагаат со финансиите и со државните пари. И тоа мора да биде постојан и константен процес и надзор од страна на институциите, но и од страна на судството. Прашање во следно може би повеќе политичко отколку правно, меѓутоа очекувате ли дека конечно ќе се ослободиме од желбата да се создаваат митови, бидејќи ништо не сме направиле ако еден мит го замениме со друг. Гледате ли таква опасност во моментот? Ако мојата прогноза се оствари и судикава која ги донесе овие присуди стане председател на апелација, значи ништо од ова што вечерва го говориме. Ние имавме претходно една Лидија Неделкова, сега ќе имаме една Добрила Катарска, утре ќе имаме. Тогаш сведе на лукративни некакви цели, токму не тоа, значи правни. мене тоа ме плаши најмногу, таа пресметана математика и тој ризик, значи ако навистина има дело и судството го утврдило тоа што го утврдило да стои, а не само затоа што некој сакаше, чекај сега ќе го повториме огласот, односно ќе ги преоцениме судиите во единица само за да дадеме простор за тие да отидат понагоре. Ако тоа се случи за кое пишував, тогаш ништо од ова не можеме да го зборуваме. Клиентелизмот, кариерата ќе бидат најразочарувачкиот елемент од ова. Ако сакаме стварно независност и судство и обвинителство, еве им шанса. Сега се менува и законот за јавно обвинителство, каде што се крои судбината на СЈО. Искрено од ова што го видов деновиве, не гледам дека ни таму има константна желба, затоа што сакаат СЈО да се припои кон републичкото обвинителство, ама со една нога малце да биде надвор самостојно, со една нога да биде под него. Или ќе го ставите во редовниот систем со сите ингеренции и права, или ќе остане надвор самостојно и тој ќе биде стварно самостојно, вклучувајќи го и високиот криминал и корупција на власта, како што е идејата, нели, понатаму коруптивните дела да ги застапува ова обвинителство. И тука ќе биде исто многу клучниот момент. Што сака власта да прати како порака?
партизирано обвинителство со една структура за која до вчера викаше дека не функционира, или посебно независно обвинителство, како и да се вика сегашното СЈО, кое ќе ги гони од првиот до последниот, независно кој е на власт. Што очекувате од останатите предмети на специјалното јавно обвинителство? Ако се сработени како што треба, нешто зашто ние немаме увид во сите докази, но она што беше најавувано и како се одвива во судница, очекувам да има борба меѓу одбраната и обвинителството, каде што обвинителството во закон пропишана постапка и силни докази ќе ја докаже вината на обвинетите, или одбраната ќе се противстави, па ќе докаже, односно ќе ги оповргне доказите на обвинителството, па ќе бидат ослободени и нивните клиенти. Треба да постапуваме според законот. Ако продолжуваме ние на овој начин да имаме партизирано обвинителство, да имаме клиентелистички однос на судиите, ништо не сме направиле. Треба едноставно судството на вистина да се осамостои, но треба да покажат и судиите желба и волја тоа да го направат. Јас се уште тоа не го гледам. Не гледам дека некој се осмелил и дека некој од судиите јавно, јасно и гласно кажува. Они кажуваат само кога се лично засегнати. Тоа се случуваше со дел од судиите. Со години молча, новинари, адвокати, сите структури изборуваа и укажуваа, додека самите суди и обвинители молчеа као да не заработи за нив. Како да очекува некој друг постојано да го брани, ама не било можеме, да се тоа не можеме новинарите ние или адвокатите или другите новинарите тоа постојано да го правиме. Еве да направиме само ваква споредба. Предметот кој заврши за Груевски и за набавката на возилата, во објава на пресудата Кацарска вели Груевски се жали дека е брзо, ама праксата на Страсбур е да имаме судења во разумен рок. За разлика од тој предмет на СЈО, другиот предмет кој се однесува на Таргет и Тврдина, година дена судиката Дженета Бектович не го почнува со 4 одлагања затоа што ќе ја чекаме одлуката на грчкиот врховен суд. Во ниту еден закон таа не беше обврзана да ја чека. Имаше известие дека не се достапни, веднаш да ја раздвои постапката, да се суди во отсуство. Значи, ако имаме овде условно брза постапка, таму имаме година дена, 4 одлагања и што сега ќе каже? Извинете, ја година дена чекав за што ќе одлучи грчкиот врховен суд. Не може ние да се надеваме на комшиите. Во тој случај па нема никакво оправдување зошто толку ги одлагаше и стоеве. Ги одлагаше, во јуни месец мора да донесе решение и да ја почне таа постапка. Меѓутоа ние изгубивме година дена за првиот предмет, бидејќи, да бидеме искрени, се почна од прислушкувањето. Ова што сега ја осудија Ивона Талевска, за која очекувам дека ќе се приначи пресудата на апелација, за Ѓоко Поповски и така натаму, се поситните риби во приказната која ние слушнавме. Генералното прашање беше кој прислушкуваше, зошто прислушкуваше, кого прислушкуваше. Тој предмет, значи година дена се влече затоа што и тоа има предлог за раздвојување на постапката. Јас искрено ми е срам да одам веќе на тоа судење затоа што истиот записник си го цитира 4 пати. Да го прашам адвокатот докај е постапката во Грција. Ниту адвокатот е овластен да ти каже, ако нешто сакаш да прашаш, има меѓународна правна помош, ќе се обратиш званично ако ти треба. Но во оваа постапка, кога нашето МВР ти вика се у затвору Солун или се пуштени, а не ни се достапни нас, судиш. И ние тој предмет за кој сите бевме заинтересирани, кој знае уште колку ќе чекаме, таа правда мене ме загрижува. Инаку за поединечните действија кои ги превзеле, ние ги слушавме од бомбите. Меѓутоа, дај да видиме дали беа жолти комбиња, странски служби, што се не доведе до ова. Ние главното прашање немаме одговор, а во ред, ова дека не сме да се казни, не треба да се казни. Меѓутоа, дајте да ја видиме и големата слика. Кој што ни правеше во тие 10 години? Кој што правеше и колку се точни тие приказни и митови за илјадници, милиарди евра излеани од државата. Многу помалку е битен предметот на Ивона и шамарите во центарот се во ова. Тие беа побрзи предмети. Ова ви покажува дека повторно судството не постапува воедначено, дека не постапува на исти начин, со исти критериуми, по еден те исти закон, кој важи за сите. Има ли Македонија храбри судии? Како е вашето искуство со години? Ги следите судските процеси, ги гледате? Храброст е растеглива категорија која во некои случаи се граничи со лудост.
Така да јас сериозно не можам да направам паралела до каде би зборувале за храброст, до каде за лудост. Нашите суди дури не дозволуваат ни да ги снимаат во судници. Тоа е еден од проблемите за кои овој нов закон кој го викаме, а стапи на сила 5 години цели е веќе. Веднаш по стапувањето во 2013 ние напишавме еден прирачник со опсет за јавност во кривична постапка. Нигде ниеден наш закон не забранува судиите да бидат снимени. Апропо тоа, судиите викаат може јавниот обвинител кој гони, а не може ние. Мислам, колку и да е флоскула, дека во името на граѓаните ја носат пресудата, во ред, застани и појави се. Зошто јас треба да бидам потпишан со име и презиме за секој да може да ме тужи? И треба да ме тужи ако напишам необјективно, лажно и така натаму, тогаш која е одговорноста на судиите? Тоа што го спомнат Звонко за Акмисот, не се само Акмисот, ние имавме серија на предмети дека бомбите не се доказ. Па дека, значи, ако тргнеме од што ни се случуваше во изминатите 3 години, ниту еден судија, можеби тие биле храбри и донеле храбри одлуки. Ама дај да видиме дали биле храбри или луди. Никој за нив не покрена постапка, за да видиме што правеле, за да оцениме што се случувало. Колку е тука во целата таа приказна голема вината на судскиот совет? Можеби некои работи навреме да беа преземени, немаше да дојде ни до ова. Па не е на судскиот совет колку што е на извршната власт. Значи, ако извршната власт сакаше, првиот елемент што требаше да го направи, судскиот совет навреме не го достави годишниот извештај до собрание. Доцнеа 7-8 месеци. Во законот вика има основ да се отвори дебата за одговорност на судскиот совет пред телата и органите кои ги избрале. Тоа значеше судиите, парламентот и председателот. Да, меѓутоа јас колку што имам информации, тоа беше во игра и се размислуваше еден период, а дека од меѓународната заедница им било кажано дека такво нешто не е. Ма тие оправдувања не држат. Тоа е приказни за мали деца, дури да не беа разрешени. Со самото тоа што ќе беа ставени на тапет, дека не работеле така како што треба. Па самите судии кои ги избираат, а тоа е мнозинство во судскиот совет, нека размислат дали истите представници треба да ги представуваат и понатаму, да ги избираат и разрешуваат. Собранието имаше механизам да си ги повлече своите тројца. Тоа е предлагач, можеби председателот. Не можеме да се вадиме секогаш дека меѓународната заедница по секоја цена тогаш нека излезе јавно било кој од власта и нека каже овие реформи или нема да има присуди затоа што меѓународната не дозволува. Го разбирам притисокот во сите сфери, меѓутоа не можеме да се криеме, Брисел ни рече. А ние стратегијата така ја правевме. Нека ни објаснат што Брисел сакал, што дозволил, што не дозволил. И утре кога ќе се повикува Брисел на поглавието 23, да се знае, ние имавме идеја ваква, Брисел не дозволи поглавието 23, не е затворено ради Брисел. Да, меѓутоа да не заборавиме дека Советот за факти пред да биде укинат ги спакува предметите и веќе се доставени. Тоа сакам и да ви кажам, често пати изговор она што сака меѓународната заедница. Никој никогаш не излегол од амбасадорите јавно да каже ова може, ова не може. Они имаат две-три остри критики со недипломатски речник за поединци, но никогаш немаше дека ова вака или онака треба да се направи. Ова е самостојна суверена држава во која извршната власт, законодавната и судската власт одговарат за своето работење. Звонко, вие сте дел од новиот совет да, но за имплементација. само да завршам во овој дел за судскиот совет. Судскиот совет покрај ова што Саша апсолутно во право, не го даде извештајот. Вие погледнете го начинот на кој постапува со оние докази и сомневања за Акмисот. Обвинителството покренува предизвршна постапка, Министерството за правда прави извештај, судскиот совет вика по ништо спектакуларно, овде јас не гледам. Дури по тоа формираат комисија. Кој ќе одговара за тоа што не направиле должен надзор и не го проверувале Акмисот? Кој ќе одговара за ослободителната пресуда и муките на луѓето од јустиција? Кој ќе одговара за одбранбениот онаков став каде што 5 судии затоа што му се блиски ги брани во управниот суд? И икс други проблеми. Каде и кога ќе одговара, а слушнавме на снимките, дека тогашната председателка на судскиот совет кокетира и договара избор на судии со власта. Координира избор на судии на партиска координација. Тоа е кривично дело. За тоа се одговара. Никој никош не го покрена. И се уште молчат. И се уште се прават недоветни затоа што така им одговара. Истите членови се со години. Како некакво заокружување на крај,
Очекувам ваши прогнози од тоа. Очекувате ли дека нешто ќе се промени во судството? Барем на краток рок. Јас споменав, Звонко, вие сте дел од новото тело за имплементација на реформите. Колку тие реформи кои што сега се договараат, се планираат, се дел од стратегијата, можат да донесат едно судство на кое што повеќе ќе му се верува? Можат ако се сработат храбро и ако се сработат онака како што треба. Ние во МИГот имавме само 4 седници на кои разгледавме 3 закони кои веќе беа договорени, тоа е јавна тајна, договорени помеѓу опозицијата и позицијата. Што е погубно. Каде што седи Михајло Маневски. Јас пофалувам диалог помеѓу опозицијата и позицијата и тоа треба да се случува во Република Македонија. И тоа е за поздравување. Но не и политичките партии, правните норми и законите со политички средства и политички речник да ги регулираат. Тоа се случуваше до сега во име на некое парламентарно мнозинство за да може да поминат измените. Но тие измени не значат нешто многу и до сега ги имаше во законите, не е нешто многу изменето. Ние немаме суштински, длабоки, коренити реформи. Очекувам такви реформи да има и ние еден дел од тој совет и се бори и се залага за такви реформи и дискутираме околу тоа. Дали ќе се случи, ја длабоко се надевам дека ќе се случи, затоа што немаме друг излез, немаме друг правец во кој би била нормална држава. Апсолутно. Првата несериозност на владата во однос на судството беше тоа што еве го неколку месеци е оставено без министер за правда. Тој си даде оставка, не е разрешен, се уште не му беше констатирана оставката и човекот си доаѓаше сите овие месеци, меѓутоа не се појавуваше никаде. Сега имаме, ајде ќе ги трансферираме поради политички договор министерката за образование и ќе дојде за министер за правда. Што за мене е исто така несериозно. Јас го критикував тоа решение уште на старт кога беше првата влада, кога требаше да се планира. Не значи дека професор од правниот факултет е по дефолт стручен за се. До вчера беше за образование, од денеска ќе биде за правда. Од секогаш Министерството за правда било предмет на подкусурување помеѓу политичките партии, во секој случај македонската или албанската, да. Приоритет на секоја влада. И никогаш од тоа не се случи ништо. Што добивме со последните измени? Козметичка шминка, рокот за односно за правно мислење во Врховниот суд да биде 6 месеци. Па откако е поставен тој Врховен суд, значи една од целите му е воедночување на праксата и се, сега му додадовме рок од 6 месеци. Па тие самите треба да се свесни дека треба да постапуваат во одреден рок. Ако 6 месеци рок за Врховен беше клучната реформа во судството, навистина треба да ставиме клуч. Тоа што го реков, сечија лента пуштаа суд. 2 месеци поминаа, во судот нема едно биро ставено. За кого го пуштаа? Истите луѓе, истите странки се тепаат и во паркот во Прекршоци во старата зграда, а дадоа милиони евра за нов кривичен суд кој е нефункционален. Значи да тргнеме од тие ситници, па да одиме понатаму. Академијата за суди и обвинители се уште не можат да најдат чаре како да го променат директорот и да направат 3 години седи без мандат и истата директорка треба се врати да биде судија сега, не знам и тоа како ќе го пополнат. Генерации имавме на фалсификувани дипломи таму и тие утре ќе ни судат, поминаа и тие со условни осуди. Да, малте нема резултат никаков. Што од сето тоа што беше ветувано е направено. Нема одговорност за ниту еден судија до сега, ни за Ахмис, ни за било кој од тие судските постапки. Ниту одговорност за членови на судскиот совет. Да, и каде да го гледаме, освен што го укинаа Советот на мудри старци, кој јас го викав Советот за утврдување на факти, и ја пренесо истата надлежност во судскиот совет. Ако и тоа беше реформа, верувајте, далеку сме од тоа што навистина треба да биде реформа. Судскиот совет беше лоциран од сите, дури и од меѓународните експерти, како еден од најголемите проблеми. Што направивме? И Советот за јавни обвинители го направивме на исти начин и на исти начин продолжи да функционира као пресликан, као огледало на судскиот совет. Што е страшно. Страшно. Колеги, ви благодарам за денешното учество во емисијата и тоа што на празник дојдовте да бидете гости во нашето студио. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме за 7 дена на истото место во истото време.